Доброволното противпожарно друштво од Кочани ја продолжува акцијата со која бара донации од граѓаните за да набави половно моторно возило со кое ќе може да интервенира на терен. Донирањето на финансиските средства се одвива преку интернет платформа и почна пред околу 3 недели, а временската рамка за завршување е 2 месеца. Пожарникарите волонтери очекуваат да соберат околу 660.000 денари, што иако не е оптимален буџет, би требало да им обезбеди соодветно возило и негова надградба за гаснење пожари и други интервенции. Председателот на друштвото Златко Илиев информираше дека минималната сума што може да се донира е 100, а максималната 6.000 денари во еден ден. Целта е да се обезбеди половно возило со погон на сите 4 тркала и товарен простор со надградба. Со тоа, друштвото ќе може да интервенира и самостојно, но и да им помага на професионалните пожарникари од територијалната противпожарна единица од Кочани секогаш кога за тоа ќе се јави потреба. Акцијата за донирање за противпожарно возило е во тек на интернет платформата на eCrowd, значи секој може таму со неколку клика едноставно да донира неколку сума за противпожарното возило. Исто така и нашите банкарски сметки се отворени за донации. Но намерата ни е да обезбедиме на теренско возило во кое ќе биде надоградено со танк со вода, пумпа и млазница, која ќе користи токму за гасење на полски и шумски пожари. Рокот за прибирање на донациите трае до средината на идниот месец. До сега, преку донации и интернет платформата, собрана е околу 1/10 од планираната сума. Во акцијата можат да се вклучат и правни субјекти, а финансиската поддршка тие можат да ја уплатат на банкарската сметка на Доброволното противпожарно друштво од Кочани. Друштвото, што како здружение на граѓани беше формирано минатата есен по катастрофалните пожари во Кочанско, пред 2 недели целосно ги заврши потребните обуки за своите членови и се стекна со соодветен сертификат од Дирекцијата за заштита и спасување. Во изминатиот период, волонтерите пожарникари имале над 60 интервенции при пожари, како и за извлекување повредено лице во планина, потрага по исчезнато лице, а организираа и еколошки, крводарителски и други хуманитарни акции. Општините Кочани, Виница и Штип, вклучени во програмата Ромактет 2, промовирање на добро владење и зајакнување на ромите на локално ниво, заеднички го одбележуваат 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Во Кочани се одржа јавна трибина, на која преку краток осврт на историјатот на ромската заедница беа представени главните културни, етнички и други обележја на ромите кај нас и во светот. Од трибината очекуваме да ја промениме реалната ситуација, односно да ги има убавите моменти на ромската заедница, да ги прикажеме убавите работи на ромската заедница, каде што ќе имаме панел дискусија за вработување, каде што ќе разговараме отворено за активните мерки за вработување и други активности. Присутните на настанот ги поздравија градоначалниците на Кочани и Виница, кои ги истакнаа напорите што локалните самоуправи ги прават за подобрување на статусот на ромската заедница. Во интерес на брза и ефикасна интеграција, соработуваме со сите локални, национални и меѓународни организации и институции, посебно програмите на Советот на Европа, во конкретниот случај програмата Ромактет, каде правиме максимум да ги исполниме сите наши обврски, но и повеќе од тоа, бидејќи со работа за нашата општина, се работи за нашата општина, за нашите сограѓани. Во изминатиот период, локалната самоуправа на Виница има реализирано многу проекти во кои е вклучено ромското население, а со цел кон подобрување на животот во сите сфери. Општината презема низа активности за да се надминат проблемите со кои се соочуваат ромите, како што се неписменоста, редовноста во училиштата, изучувањето на задолжително средно образование, згрижувањето на ромски дечиња во детските градинки, но и од сферата на намалување на сиромаштијата, невработеноста и решавањето на основното најранливо прашање домувањето. Во рамки на настанот се одржа панел дискусија за политики и мерки за вработување на роми на локално ниво, како и кратка културно-уметничка програма.
Програмата Ромакте 2 на Советот на Европа и Европската Унија опфаќа вкупно 15 општини во државата. Целта на незиното имплементирање е да се изгради политичка волја и одржлив политички ангажман на локалните власти заради подобрување на демократското владење, како и за зајакнување на локалните ромски заедници. Јавна трибина со промоција на годишната програма за работа ќе организира локалниот младински совет на општина Кочани. Целта на настанот е јавноста подобро да се запознае со улогата на Советот на млади и да се информира за приоритетите на младите во општината. Како учесници на настанот, освен граѓаните, поканети се и делегатите на Собранието на млади на општина Кочани. Потоа сите младински организации, граѓанските и општинските здруженија кои имаат младински активизам, седношколски организации, како и сите други заинтересирани што сакаат да дадат своји предлози и идеи што би можеле да влезат во годишната програма за работа на локалниот младински совет. Јавната трибина ќе се одржи в понеделник во 18 часот во салата на мултикултурниот центар во Кочани. Во рамки на досегашното работење по оформувањето на локалниот младински совет и верификацијата на неговите членови, Советот на млади одржа 2 работни седници. На првата беше конституирано раководството во кое за председател едногласно е избран Иле Матеничарски, долгогодишен член и волонтер од Општинската организација на Црвен крст, а за заменик председател е избрана Тина Соколовска од Сдруженијето Еднакви за сите од Кочани. На втората седница Советот на млади донесе одлука за деловник за работа, според кој ќе се водат седниците и ќе се регулираат останатите права и обврски на членовите на Советот. Исто така се разговараше и за активностите, мерките и интервенциите на Советот на млади во однос на исполнувањето на целите кон кои се стремат и што се од интерес на младите во општина Кочани. Локалниот младински совет од Зрновци, што беше конституиран неодамна, ги почнува своите активности. Дел од нив имаат хуманитарен карактер и ќе се реализираат во соработка со општина Зрновци. Веќе е најавена акција за доброволно крводарување, што ќе се одржи в сабота. Активноста е во рамки на одбележувањето на 7 април, светскиот ден на здравјето. До жителите на Зрновци е упатен повик да покажат дека хуманоста како најголема човечка доблест е заедничка особина на сите. Акцијата за доброволно крводарување в сабота ќе почне во 10 часот и ќе се спроведе во салата во приземјето на општина Зрновци. Подршка ќе даде и Општинската организација на Црвен крст од Кочани. Сообраќајните служби во полициските станици во источниот регион започнаа засилени контроли во кои го санкционираат непочитувањето на прописите, главно на управувањето возила над законски пропишаната брзина. За само неколку часа, во неделата и понеделникот, за различни прекршоци, казнети се вкупно 110 возачи во целиот источен регион, од нив 9 мина во Кочани и 10 возачи во Виница. Лицата кои управувале возила, а против кои се изречени казни, во најголем број возеле со брзина од над 30 км на час повеќе од дозволеното. И тоа главно на отворен пат, а во неколку случаи е регистрирано брзо возење и во населени места. Од Министерството за внатрешни работи истакнуваат дека истовремено со возачите на автомобили и тешки товарни возила биле контролирани и мотоциклистите. Санкционирани се и други 36 видови прекршоци, од кои 18 за управување возило без возачка дозвола. Казнети се и 7 мина возачи за управување возило под дејство на алкохол, 5 мина за управување нерегистрирано возило, 1 за технички неисправно возило, 3 за некористење сигурносен појас и 1 возач кој што користел мобилен телефон додека управувал. Од полицијата информираат дека со засилените акцијски контроли ќе проложат и во наредниот период, поради што е упатен апел до учесниците во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесуваат за побезбедни патишта. Женската екипа на Фудбал Старс од Кочани конечно го доби решението од Агенцијата за млади и спорт, со кое и официјално се оформува како клуб што ќе учествува на правенствени надпревари. На ова решение се чекаше повеќе од 1 година, откако во рамки на фудбалската школа почна со работа и секција за девојчиња.
Проблемот што подолго време се чекаше на завршување на формално правните работи околу регистрацијата на женскиот фудбалски клуб Фудбал Старс е што не беше добиена согласност од Општинскиот фудбалски сојуз на Кочани, кој практично и самиот имаше потешкоти во своето функционирање. По зачестените барања и инсистирање од раководството на Фудбал Старс, согласноста е издадена. Со тоа и Агенцијата за млади и спорт го изготви решението со кое женската екипа е регистрирана како самостојно спортско здружение, со собствена жиросметка и посебен стручен штаб. Во меѓувреме, според изменетиот правилник за регистрирање на клубот, добиена е и согласност од Фудбалската федерација на Македонија. Со тоа, од наредното првенство на есен, женскиот фудбалски клуб Фудбал Старс ќе се надпреварува во втората фудбалска лига за жени. Со оглед што во школата тренираат и девојчиња на помала возраст, тие се пријавени во Младинската женска лига, со што рамноправно со своите врснички ќе се надпреваруваат во новото првенство.